Зад мене е Скопското кале, тврдина која со векови го надгледува градот, но исто така и со години го чека денот на своето разубавување. По најавите за реконструкција на тврдината, се уште стои отворено прашањето дали ова место конечно ќе блесне во својот културен сјај или и понатаму ќе остане како символ на недовршени проекти. Дел од патеките и објектите на калето се видливо запоставени, а последна активност за средување на тврдината имаше минатото лето, кога беше искосена тревата и подкастрени грмушките. Иако не средено, раскопано и неисчистено, Скопското кале, како символ на историјата на Скопје, и денес останува едно од најпосетуваните места во главниот град. Камените ѕидини, погледот кон градот и историското значење и понатаму привлекуваат туристи, но и домашни посетители, кои сакаат да го доживеат Скопје од минатото. Најбројни денеска беа гостите од Турција, но имаше и од Чешка и Србија. Најголеми забелешки имаат за хигиената, но велат и дека недостасува место на кое ќе можат да се стоплат и да јадат. Do you like the Fortress Kala? Yeah, it looks good. Very nice. Maybe less trash around here. That would be good, I guess. And that's it. I mean, it's good. Yeah, we like it. First time, yes. There could be some stores, maybe, like places to eat or drink something. It could be better for like the cold weather. We are like freezing right now. Yes, it's really good. I like it. Во 2025 година беа обезбедени околу 130.000 евра за обнова и санирање на музеите за преисторија, средновековието и отоманскиот период, кои досега никогаш не биле достапни за јавност и пристапни за посетители. Директорката на Управата за заштита на културно наследство Весела Честоева најавува нивно пуштање во употреба на пролет. Предвидена е целосна санација и адаптација на овие два објекта, со што нели овој простор ќе биде збогатен со дополнителна содржина. Интервенциите се насочени во делот на санирање на оштетените делови, сервисирање на опремата, делот на електриката, машинството и нели во на деградација на објектите кои што за жал 7 години поради одлагање од за нас непознати причини беа оставени на забот на времето. И овие музеи планираме некаде во текот на месец март да ги отвориме за јавноста и да бидат достапни. Инаку Скопското кале ќе биде и дел од програмата на Скопје, Европска престолнина на културата 2028.